Доцелиме пак сега во дела уште еднаш и оваа сабота завршуваме со серијата библиски проповеди, која што ја започнав некаде во април 2017 година, што значи неполни 2 години, со многу прекини се разбира. После затворот во Цезарија или Кесарија, апостол Павле, значи, замина конечно по тие 2 години во Кесарија и по неговата проповед, обраќање, сведоштво, одбрана, како сакате, пред царот Агрипа, тигрот Агрипа вториот. Павле заминува на патот за Рим. Нема да го читаме целото тоа патешествие, што неодамна го проучувавме во библиска полка. Само да се подсетиме дека римските војници и нивниот заповедник не сака да го послушаат Павловиот совет да презимат на островот Крит, туку сака по секоја цена да се оди во Рим. И што се случи? Се случи бродолом. Павле ги советуваше да презимат, меѓутоа тие не го послушаа и се случи бродолом, затоа што зиме е опасно да се патува. Тоа и ден денес важи дури и за авионските патувања. Зиме е секогаш поризично. Пример, кога оној пилот, зашто направија филм деноја, што го слета авионот во Њујорк на реката Хадсон пред 9 години. Ако се сеќавате на крајот од филмот, ако го гледавте, кога го прашуваат копилотот, дали вие имате да додадете нешто на крајот, дали има да кажете, дали би направиле нешто поинаку, и тој се пошегува и рече, да, би го направил истото само во јули, не во јануари, туку во јули. Да. Зиме е секогаш поопасно да се патува. Со било што, со било кое превозно средство. И затоа се случи бродолом. Меѓутоа Павле им кажува ги храбри сега бродоломците и им вели да не се плашат. Например, 27 глава, ке почнеме читаме од 21 стих. И бидејќи веќе долго време не беа јадени, Павле застана сред нив и рече: луѓе браќа, требаше да ме послушате да не тргаме од Крит, и ќе ги избегнахме овие маки и штети. А сега ви советувам да бидете бодри, зашто ни една душа од вас нема да загине, освен коработ, бидејќи ноќеска ми се јави ангелот Божји, чиј сум и кому му служам, и рече: не плаши се, Павле, ти треба да излезеш пред царот, и ете Господ ти ги дарува сите што пловат со тебе. Затоа, браќа, не плашете се, зашто му верувам на Бога дека ќе се случи така како што ми беше речено. Но треба да бидеме изфрлени на еден остров. Кој беше тој остров? Знаете. Тука што би сакал да нагласам посебно еден момент кој што може да не охрабри нас, ако се најдеме во слична ситуација, не само кога патуваме, меѓутоа најчесто и кога патуваме. Или кога сме по сила на приликите во друштво со други луѓе, неверници, и заедно со нив некаде патуваме или се движиме во некоја ситуација. Прво, зошто кога Павле предложил да презимат на Крит, зошто не го послушаа? Многу лесно. Кој е Павле па да го послушат? Еден затвореник,
Се затвореникот ќе им кажува на бродарите и на заповедникот и на војниците што да прават. Дали не би поминале подобро? Сега, зашто Господ дозволи бродолом? Како што Елена Вајца молеше за бродолом, се сеќавате кога споменав незината случка, кога се враќала со брод од Австралија до Калифорнија, назад во Америка, се молела за бура, за бродолом, не баш за бродолом, да не пристигнат до крајот, току за голема бура и неволја на морето. Затоа што на тој начин Господ го подига авторитетот на своите слуги. Значи, пред бродолом нема проблеми, се е по план, се одвива нормално, и сега кој си ти да им попуваш на другите? Особено ако си затворени, како Павле. Или Елена Вајца, кој си ти? Некоја луда жена, некоја секта. Но, после средбата со смртта, Господ на тој начин го гради авторитетот на своите слуги. Елена Вајца молеше за неволја на морето, за бура, за да после тоа, кога луѓето ќе се уозбилат од сите тие случувања, ќе се отразнат од сите своји забави на бродот, да можат да ја слушаат за словото што имала да им го каже. После овој бродолом, апостол Павле одеднаш стекна голем авторитет во очите на сите, дури на заповедникот на војниците кои што беа на бродот, и ги охрабрил и ги уверил дека според Господовото видение, оној Господ, оној Бог кому тој му служи, сите души ќе бидат спасени, сочувани, нема да загинат, но коработ ќе биде уништен, значи тотален бродолом, нема да стигне во Рим, но останатите ќе бидат спасени и, како што знаеме, потоа се насука, односно до презимија, како да речам, на островот Малта. На почетокот на 28 глава, последната глава од Дела, се вели и тогаш откако се спасивме, дознавме дека островот се вика Мелит, според старото име, и односно Малта. Во ред, после 3 месеци, значи до презимија на Малта, 11 стих вели дека отпловиле оттаму со некој александрски кораб, за да поидат конечно да стигнат во Рим. Се кажува низ кој места застанале на патот до Рим, од Малта до Рим, значи преку Сицилија, Сиракуза, потоа пристигнале во Ригија, односно на италијански Реджија, денес се вика таа област. Потоа стигнале во Потиоли и тоа веќе било доволно близко до Рим. По 7-дневен престој во тоа место, потоа тргнале за Рим. Таможните браќа, значи христијаните од Римската црква, што чуја за нас, излегоа да не пресретнат до Апиевиот плоштад и до 3 крчми. Тоа се места кои што се малку на периферија, надвор од Рим, од голема радост што Павле дојде кај нив. Му заблагодари на Бога и се ободри Павле, кога ги виде. 16 стих вели
Лука, значи, пишува во прво лице, бидејќи и тој бил таму, со сите нив. Што стигнахме во Рим, на Павле му беше допуштено да живее одделно, значи, да има посебна соба, стан, но под стража на еден војник. Како? Кукен притвор, да. Кукен притвор. Заборев како се викаше според римското право, овој случај, мислам, беше кустодија, и се заборев што беше второто. Имаше неколку видови на притвор. Не е битно. За време на првото Павлово, значи, заточеништво во Рим, за време на првиот затвор, тој имал поголема слобода, можел да сведочи, можел да оди кај сака, да шета, но секогаш со стражарот покрај него. И како римски граѓанин имал право, освен војникот кој што морал да биде со него, да го чува, имал право со него да има според римското право еден лекар. И по таа основа доктор Лука секогаш бил во негово друштво, но не бил само тој. Кога Павле бил во Рим, многу браќа и сестри имале желба да биат во негово присуство, и кога Павле ги пишува, например, затворските посланија, кога вели ве поздравува Димас, ве поздравува овој, оној, после кога вели ме напушти Димас, му омиле овој свет. Сето тоа го пишува од Рим, и бидејќи тие браќа биле таму со него, престојувале со него, живееле со него, додека бил таму некое време и тие заедно со нив. Но последниот Павлов говор се однесува на неговата проповед во римската синагога, односно еврејската синагога во Рим. Самата проповед не ни е дадена, но дадено ни е оно што се случува пред и особено Павловиот говор после таа проповед. До сега читавме многу библиски проповеди, каде што ја читаме проповедта од почеток, било да е Павлова или на некој друг, Христова, Стефанова, Петрова. И обично проповедта е прекината. Значи од почеток почнува и е некаде прекината заради некој настан. Пример, кога Христос проповедаше во синагогата во Капернаум, и проповедта му беше прекината затоа што одеднаш еден демон обседнат почнал да прави галама и гужва. И пена да му искача од устата и така натаму. Но сега има случај каде што не ни е дадена проповедта во синагогата, но, значи, не ни е дадена од почеток, но ни е даден крајот на проповедта. Ајде сте слушнали вако проповед? Не од почеток, туку од крајот. Или од средина до крај, или самиот крај. Последните зборови од проповедта. Да прочитаме прво што се случува. 17 стих од 28 глава. По 3 дни Павле ги повика првенците јудејски. Значи, иако го прочекаа христијаните, браќата од Рим, како што споменавме, сепак Павле, според старото добро апостолско правило, прво сака да им проповеда на евреите. И затоа ги повикал старешените јудејски од јудејската синагога во Рим. И кога се собраа, тој им зборуваше: мажи браќа, иако не направив ништо против народот или татковските обичаи, видите како уште еднаш се брани од сите лажни обвиненија и клевети со кои што се согласуваат мнозина во денешното христијанство. Павле уште еднаш кажа како што велеше и пред Синедрионот и пред Агрипа: со ништо против народот, значи против Израел, или татковските обичаи не сум сгрешил. Ништо не направив против нив. А од Ерусалим ме предадоа окован во рацете на римјаните. И откако ме судеа, сакаа да ме пуштат, зашто во мене не најдоа никаква вина што заслужува смрт.
Но бидејќи јудејците се противеа, бев принуден да барам суд пред царот, но не за тоа да го обвинувам во нешто својот народ. Сега им кажува, зошто побарав да бидам испратен во Рим, зошто побарав да бидам суден, не заради себе, не заради својата одбрана, се сеќаваме зошто. Зато што Господ му рече на Павле уште во Иерусалим, како што ми сведочеше тука, ќе треба да посведочиш за мене и во Рим. Значи, кога Павле се повикал на своето римско граѓанско право да му биде судено, значи, се повикал на апелација од страна на римскиот Цезар, зашто го направил тоа? За да подобро се одбрани себе си и да се ја спаси кожичката од обвиненијата, од смртната казна? Не, затоа што се сеќавате што му рече Агрипа на Фест мијатата сабота. Овој човек можеше да биде ослободен ако не беше посакал суд пред царот. Наместо да биде ослободен од римскиот прокуратор Фест, во согласност со царот Агрипа, јудејскиот крал, поточно, вазален крал на Рим, наследник на предходните иродовци, Павле посакал да биде испратен, значи уште да биде затвореник, и како затвореник да биде испратен во Рим, само од една причина. Значи, не мислел на својот интерес, како јас поскоро да се ослободам сега. Туку затоа што Господ сака да сведочам за него во Рим. И најдобар начин да отидам бесплатно до Рим е како затвореник. Значи, ја оставил на страна можноста веднаш да биде ослободен, посакал попрво да отиде во Рим, да остане затвореник, затоа што Господ му дал задача да отиде таму. И сега таа причина, таа цел, тој им ја открива на јудејците, да знаете зашто дојдов. Дојдов за да вам ви сведочам, ви проповедам. Не затоа што сакам да се расправам на судското рочиште пред царот. И продолжува им вели, поради тоа и ве повикав да се видиме и да позборуваме, зашто заради надежта на Израел сум окован во овие ланци. Со други зборови, заради Христа. Христос, Месија, е надежта, со векови бил надежта на Израел. Копнежот на народите. Кој пророк го нарече така, се сеќавате? Мислам, Агеј беше. Ајлина Вајд ја искористила таа синтагма за да ја нарече незината книга Копнежот на вековите. За да нагласи дека Христос не е само посакуваниот или копнежот на народите од некое време, од тоа време кога тој живеел на земјата, туку на сите векови, на сите генерации. Како што и сите генерации на евреи се надевале на доагањето на Месија, не само некоја генерација. Надежта на Израел. Интересно е што му одговараат јудејските старешини, во 21 стих читаме, а тие му одговорија, ние ниту писма сме добиле за тебе од Јудеја, ниту некој од браќата дошол да не извести или нешто лошо да каже за тебе. Но ние сакаме да чуеме од тебе лично што мислиш ти за тоа. Зашто познато ми е дека на тоа учење насекаде се противречи. Со други зборови, интересно е што римските евреи сега сведочат дека тие не добили официјално ништо, никаков допис, писмо, предупредување против апостол Павле. Се сеќавате кога сега веќе покојните близнаци и Колин и Расел Стендиш пред 20,5 години прв пат дојдаа тука. Дивизијата тогаш веднаш разбрала дека
20 браќа Стендиш дошле во Македонија. И со голема брзина испратила циркуларно писмо што требало да се чита веднаш првата сабота од нивниот престој во Македонија, да се чита по сите местни цркви во македонската мисија. Против, предупредувајќи ги верниците во никој случај да не поидат да ги слушаат проповедите на овие двајца отпадници. И се сеќавам кога бевме во домот на брат Вели Гола, тој тогаш беше старешина на црквата во Шуто Ризари, и тој ни посведочи дека како старешина морал да го прочита писмото од дивизијата пред својата црква, но побрзо да кажа, и му веруваме дека е стварно така, дека откако го прочитал писмото, им рекол потоа на верниците, но јас, браќа и сестри, ја во ова не верувам. И сега римските евреи не добиле никакво вакво писмо, официјално, значи, против апостол Павле, но, како и сите други из целата империја, разбрале, слушале за христијанското учење, христијанските проповеди и знаеле дека многу се збори против тоа. Голема гужва се крева, голема прашина се крева секаде каде што се проповеда Христос. Не секаде се противречи на тоа учење. Но посведочија дека се непристрасни и дека би сакале да чујат какво е тоа учење, каква е таа нова вера и зашто се проповеда. 23 стих вели: и откако му определија ден, големо мноштво дојде во неговото определено живеалиште. Колку големо не можеме да кажеме, колку можело да собере тоа негово живеалиште, исто така не можеме да кажеме. Само се знае дека во Рим живееле околу 40.000 евреи во тоа време, толку била голема еврејската заедница во Рим. Но сега, колку ми не можеле да дојдат и да ги слушаат Павловите зборови во неговото живеалиште, не можеме да кажеме со сигурност. Барем неколку стотина души сигурно. И тој, од утрото до вечерта, со докази им го изложуваше учењето за Царството Божјо и ги уверуваше за Исус и од законот Мојсеев и од пророците. Замислете како изглeda тој ден. Од утро до вечер да зборите за Христа, за пророштвата. Сте имали такви искуства до сега? Јас се сеќавам на такви искуства. Цел ден, од сабајле до вечер, обично саботен ден, со ручек кај брат Дане, само за Библија зборење. Само за библиските пророштва, за Христа, за Новиот Завет, цитати од Коптежот на вековите, големата борба и така натаму. Се за тоа, се за тоа, се за тоа. И се сеќавам ке влезеше некогаш кога тоа го правевме дома кај Ацо Јосифовски, ке влезеше татко му бесен. Што е ова млади луѓе само за религија зборите? Ненормална работа. Но кога Светиот Дух го грее срцето на човек, млад или стар, се едно. Не постои друга тема. Не постои друга желба. Не постои друг интерес. За жал, евреите беа и до ден денес во големо мнозинство остануваат многу тврдоврат народ. Многу непослушен, во смисол колку е тоа тешко еден евреин да го прифати Исуса Христа за Спасител, за вистински Месија. Зошто е тоа толку тешко? Што мислите? Го чувствува тоа како откажување од својата нација. Значи, предавник стануваш, вранишковски стануваш. И тоа е таа гордост не им дозволува.
да станеш христијанин, а евреин, особено како Павле, угледен евреин, член на Синедрионот, тоа е нешто страшно, 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 страшно. И после Павловите зборови, од утро до вечер, каде што ги убедува со докази од Светото писмо, од Мојсијевиот закон, од пророците, дека Исус е Месија, 24 стих вели, едни се убеди од зборовите негови, а други не поверува, како и секаде, во секоја публика. Жал тие што се убедија се секогаш малцинство, мало стадо, избраници. Бидејќи беа несложни меѓу себе, тие почнаа да се разотидуваат. И во тоа време Павле ги кажа овие зборови. Добро им рекол Духот Свети на татковците ваши преку пророкот Исаија, велејки, оди и кажи му на овој народ, со уши ќе чуете и нема да разберете, со очи ќе гледате и нема да видите. Зошто? Зашто срцето на овие луѓе закоравело, та со ушите мачно слушаат, а очите своји ги затвориле. Па некако со очите да не видат и со ушите да не чујат и со срцето да не разберат и да не се обратат за да ги исцелам. И така, нека ви биде познато дека спасението од Бога им е испратено на незнабожците и тие ќе чујат. Кога го рече тоа, јудејците се разотидоа со голема препирка меѓу себе. Павле остана таму цели 2 години во посебно наимена куќа и ги примаше сите што доаѓаа кај него, проповедајќи го Царството Божјо и учејќи за Господ Исус Христос наполно слободно и никој во тоа не го спречуваше. И тука завршува книгата Дела на апостолите, затоа што тогаш, во тоа време, за време на Павловиот прв затворски престој во Рим, тогаш Лука ја пишувал книгата Дела на апостолите. Зашто тука прекинува книгата, бидејќи тогаш ја пишувал. Што се случило подоцна, знаеме од други извори, а не од Дела на апостолите. Тогаш ја пишувал во тој момент и затоа тука престанува, тука завршува оваа книга. Нека ми е фала и слава на Господа. Нека Господ ни даде нам срце кое што ќе сака да биде исцелено од Божиот дух, очи и уши кои што ќе ги разбираат неговите зборови и денес, не само на почетокот, и денес кога живееме во многу потешки и потажни околности, отколку тогаш кога прв пат поверувавме. Се сеќавате и во Откровението, ќе дојдеме до таму некогаш, во Откровението се споменува една книга, која што на Јован му било речено да ја проголта, да ја изеде книгата. Да, во устата ќе ти биде сладка како мед, такво беше нашето почетно искуство во верата. Но во стомакот ќе ти биде горчлива како пелин, затоа што токму заради изборот на тој тесен пат сме поминале и минуваме низ тешки искушенија, премрежија, посебно мачни денови денес. А знаеме дека доаѓаат уште помачни. Но едно е сигурно, да останеме верни до крајот, бидејќи кој ќе издржи до крај, тој ќе биде спасен. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.